Откако се слушна нејзиниот глас во разговор кој го објави италијанскиот весник La Verità, специјалната обвинителка Катица Јанева потврди дека телефонски се слушала со бизнисменот Орце Камчев, велејќи дека како обвинител нејзин обврска да контактира со осомничени лица со цел да се помогнало во истрагата, но се поставува прашањето дали Јанева од ваквите разговори водела записник, што е нејзина должност. Алфа за ова постави прашање и до прес-службата на СЈО, но од таму не знаат дали нивната шефица исполнувала оваа нејзина обврска и дали имала комуникација и со други осомничени во империја. Јанева која моментално е на одмор, вели дека ја слушнала снимката и дека е фрапирана што нејзините постапки како специјален обвинител се поврзувале со случајот Рекет. Како специјален јавен обвинител, моја обврска е да контактирам со сите осомничени, како и со други лица во врска со кривичните постапки кои се водат во ова јавно обвинителство и од сите нив да се обидам да извлечам што поголем број на информации, како би ја подобрила позицијата во контекст на осомничените за секоја истрага, предмет поединечно. Во разговорот објавен денеска од италијанскиот весник се споменува и обвинителката која го води предметот Империја, Лиле Стефанова. Камчев на Боки 13 му вели дека преку Ванчо Чифлиганец обвинителката му барала дуќан за стоматолошка ординација. Стефанова ги демантираше овие информации, а бранејќи се ја нападна својата шефица. Таа вели дека не се согласувала со одлуката на Јанева за пуштањето на осомничените во куќен притвор. Целосно е невистинито искажувањето на осомничениот Јордан Камчев во објавената снимка во која си дозволил да го употреби моето име. Сметам дека целта на ова изнесување е да ме дискредитира како обвинител, кој ја води постапката против него, особено што го снимал разговорот со лицето Бојан Јовановски. Во понатамошниот тек на постапката повеќе ниту едно лице од мене лично не побарало ништо во врска со овој предмет, ниту пак ми било познато дека такви барања се насочени кон Катица Јанева. Ова не е прв пат Стефанова да ја нападне својата шефица. Истото го направи пред речиси 1 месец, ден кога Јанева ја даде својата условена оставка и кога беа уапсени Боки 13 и Зоки Кичеец. Јас немам подпишано ниту една одлука која излегла од ова обвинителство. Ниту мислењата за пуштање од притвор во куќен притвор, ниту пак одлуката за давање на патните исправи на Цветан Пандеревски. Сите одлуки се ги подпишува и ги носи Катица Јанева. Така е согласно закон. Стефанова се жали дека одлуката да му биде дадена времена патна исправа на бизнисменот Орце Камчев, Јанева ја донела без нејзино знаење, додека таа била на одмор.